Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 152-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А последниот четврток секој месец од мене ќе добиете детален приказ на сето тоа што сум можел да погледнам на малиот екран и од изгледаните ТВ серии да ги издвојам највпечатливите, две кои сметам дека го заслужуваат вашето внимание. Па април, морам да напоменам дека понудата беше доста примамлива и јас успеав да изгледам дури 14 серии, од кои првата за која ќе ви говорам е продолжение на серијата во која еден тим на доктори се соочува со надчовечки напори и препреки да им го даде вниманието на пациентите и да ги насочи кон нивниот пат на закрепнување, а втората ќе биде документарна серија за тоа до кои екстреми се подготвени соседите да одат кога нема да може да се разберат еден со друг за несогласувањето кое го имаат со нивните имоти најчесто. Покрај овие две серии ќе ви ги напоменам и сите други кои ми оставија печаток од True Crime фазонот, мелодрамите, комедиите и играните хорор серии. Односно, денес одлучив да ви говорам за втората сезона од The Pit и првата сезона од Neighbors, кои се наоѓаат во собата за испрашување во 103. А на почетокот на емисијата имавме можност да изслушнеме одличните Машина, поточно со композициите Been Waiting, A Game You Don't Want to Lose и Sarah Lost Her Way, кои се наоѓаат на нивното албумско издание Let the Spiders In, а во продолжение ќе слушнеме Monsternaut со моќните композиции од новиот албум Approaching Doom, односно Evicted, Human Stew и Demon Strikes, во кои што може да се слушнат нивните способности за владење на инструментите, конкретно рифовите на гитарите. Доколку сакате да знаете кои се најквалитетните ТВ серии за април, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусеб нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Април се покажа дека е поплодотворен за гледање серии од март и за подготовките на оваа епизода изгледани ми беа во целост рекордни, барем за мене 14 серии, односно 14 сезони од серии, од кои две селектирав кои сметам дека го заслужуваат вашето итно внимание, а останатите ќе ви ги представам во продолжение, гледајќи ги од една страна доколку го заголицкаат пред се вашиот интерес. Тоа е на ваша одговорност. Не е моје да гарантирам за нив, иако за една веќе правев епизода од првата сезона и слободно можем да кажем дека го заслужува вашето внимание со незината трета сезона која беше емитувана минатиот месец, бидејќи ги задржува квалитетните одредници и ќе беше избрана за засебна анализа, меѓутоа сакав да отстапам место за нешто што не сте ослушнале од моја страна во рамките на оваа емисија. Односно, во прашање е третата сезона, прекрасната ТВ серија Shrinking, за друштвото психотерапевти, во кој ликот кој глуми Харисон Форд треба да се пензионира и остави практиката во рацете на неговите помлади колеги и да пушти да ги прават грешките на своја одговорност. Една од тие серии со срце и душа, со идеализирано друштво какво што не постои во светот, каде секоја маана се прифаќа еден помеѓу друг и добронамерно се советува за надминување на истата. Американците викаат feel good серија, која ако имате такво место отворено во срцето, што веќе во минатото го направи Тед Ласо, например, во рамките на спортот, која буквално работи истиот тим која работи и Shrinking, препорачувам да си ги исполните пред се тие резерви и да го оплемените животот со оптимистичките помисли кон кои цели и оваа серија. А што ми ја напоменувам Тед Ласо, еден незин комичен пандан во рамки на кошарката, не на фудбалот, е спортската комедија Running Point, од која овој месец ги изгледав двете незини сезони, во која Кейт Хадсон ја добива улогата да го раководи кошаркарскиот тим, откако незиниот брат завршува на рехабилитација, која на хартија се разбира од екипата, ама кога ќе застане на челната позиција и согледа со какви темпераменти си има работа, не е било толку лесно да се раководи тим.
Серијата се базира на империјата на Лос Анџелес Лейкерс, така што ако ги гледавте документарните филмови за фамилијата собственици на овој тим, ќе ви биде позната динамиката и тука, само што оваа серија се наклонува на комичните случаи кои што се одвиваат помеѓу менаџментот и играчите. Додека сме на тема позитивни вибрации, ќе ви ја препорачам и комедијата Бейт, во која Риз Ахмед глуми актер во подем, кој се надева дека ќе биде наредниот Джеймс Бонд, само уште да ја добиеше таа улога, така што комичен след на незгодни околности очекувајте во оваа серија работена пред се во духот на кратките телесерии како Дейв, како Студио или па Ентураж. Поставката на театарската представа, например, во Мало градче, приредија Кевин Клайн, славниот актер од Бродвеј, кој е на пауза од ангажмани по скандалот и се враќа во родниот град да го погреба починатиот родител и патем да организира изведба на представа која ќе го сплоти градот во ТВ серијата American Classic, уште една лефтерна комедија за целото семејство, која е ефикасна кога мегаломанските идеи на звездата пред се ќе се судрат со можностите кои ги нуди ова мало градче. Од комичните серии ќе ви ја препорачам и Jury Duty Presents, односно Company Retreat, тоест втората сезона од Jury Duty, која технички е мокюментари, во која во првата сезона еден човек беше член на порота од актери, само што не знаеше дека се околу него е лажно, а во втората сезона избраникот е ново вработен во лажна фирма, која произведува луд сос, која оди на тимбилдинг од компанијата, така што ако сакате да знаете дали ќе им успее да го прелажат, треба да ја погледнете серијата. Единствената документарна серија со поведар дух која можам да ви ја напоменам, ајде така да ја условиме, е Born to Ball, во која A24 и гласот на Лив Шрајбер ме прелажаа да гледам 5 епизоди за Американската лига на куглање. Да. Ви препорачувам серија за куглање, за кој пред да ја гледам нема никаква врска дека има различен дизајн на премачкување на паркетот, ниту дека имаат 5 главни турнири и бројни помали турнири со награден фонд, ниту кои се фамозните куглачи, ама затоа се потрудиле да се запознаеме со сите нив, дали нешто ми променија во животот овие информации се разбира дека не, дали е одлично структурирана и испакувана за да ве забавува и тоа како. И сега мислам дека е право време да преминеме на мрачната страна на документаристиката и коментирам трите True Crime документарни серии кои ги изгледав овој месец. Едната од нив беше убиството извршено од страна на геј парот во Murder in Glitterball City. Напоменувам дека е паро прашање, иако јас не сум убеден и по судењето дури на овој случај, дека само еден од партнерите го извршил убиството, а другиот така молчеливо одобрувал и 6 месеци глумел лудило. Другата најдиректно ја таргетира глорификацијата на сериските убијци во медиумите во случајот на згодниот убиец, односно Handsome Devil, Charming Killer, во која девојките лудуваат по убиецот кој направил killing spree, односно му пукнал филмот и почнал да убива се што ќе стигне, за во затвор да не може крај да најде од пораките од девојките кои се заљубени во него и го чекаат да излезе од задрешетки за тоа што бил невин во нивните очи и само во нивните очи. Третата е уште една трагична приказна во која се губи разумот во даден миг и се извршува убиство, овој пат тоа го прави мајката на своите деца во The Cult Behind the Killer, The Andrea Yates Story. Меѓутоа во серијата се прави едно пошироко истражување за убедувањата кои ги всадиле членовите на култот во кој е израсната, кои се фактор да ја мотивира да го изврши чедоморството. И штом допираме до мрачните домени на човечката психа, да ги истакнам и двете играни хорор ТВ серии кои ги погледнав, кои двете потврлија во дадени сегменти. Првата е Something Very Bad is Going to Happen, за свадбата која мора да се случи за да се избегне клетвата која ја демне фамилијата на богаташи, која имаше 1000 среде сезона и доколку се спакуваше помалку епизоди ќе беше поконцизна и немаше да се развлекува празнотијата на меандрирањето на лаковите на споредните ликови за да биде по-ефективна се разбира, а не само да има крваво финале. Не е филм, серија е ова, крајот не треба само да го гнаси делото.
И другата играна хорор серија е адаптацијата на стрипот The Beauty, односно боди хорор ТВ серија која работи Рајан Марфи со Еван Петерс и Ештон Качер во главните улоги, во која агенти на FBI истражуваат случаи во кои умираат супермодели кои се инфицирани на сексуално пренослив вирус, кој ги прави да изгледаат идеално. Само што таа физичка згодност не доаѓа без последици. Така што оваа, како и останатите серии на Марфи, патат од нивната бомбастичност и екстравагантност, иако да не сум слушнал за крвавите хорор сцени кои се и тоа како на ниво изведени, ама шуплив свете во прашање, па зомбификацијата на убавина по секоја цена би отворила многу прашања, доколку не е карневализацијата на Марфи во преден план. Од сериите кои се уште ги гледам недела за недела, ќе ги напоменаме Еуфорија со својата трета сезона, која сака да биде Breaking Bad, ама пустото не е ниту Better Call Saul на сметка на губење на гламурот и разделување на друштвото. Потоа The Boys со петта сезона, која по неколку млитави фашизоидни сезони, да речеме, дека најде некој колосек со откривање на вирус против суперхероите. И Friends and Neighbors, втора сезона, која гази со силно темпо исто како и првата. Потоа ја гледаме и The Audacity, прва сезона, нова серија за терапевтка која е ставена во небрано низините пациенти. Imperfect Woman, исто така прва сезона, трилер за убиството на една од трите најдобри другарки. For All Mankind, петта сезона за која го загубив секој можен интерес по долгите паузи и не ја гледам поентата на оваа сезона. И секако From, четврта сезона, која ќе видиме како ќе се одвива, се уште е рано. Серии кои ги чекам комплетно да излезат за да ги гледам во еден здив се втората сезона на Criminal Record, потоа Monarch Legacy of Monsters исто така втора сезона, како и Paradise, DTF, St. Louis, Rooster, Invincible, Daredevil Born Again, The Testaments, Hex, Betrayal, Secrets and Lies. Знам дека имаат клифхенгери, ама веќе гледам 7-8 серии од по една секој ден, немам повеќе капацитет и нерви за повеќе да пратам недела за недела, особено ако се трилери во прашање. Серии кои ми се достапни, ама никако да дојдат на ред се Kevin, Untold, Love Story, Unchosen, Небо, Twisted Yoga, Fallout, срам да ми е, знам, Vanished, A Friend, A Murderer, A Night of the Seven Kingdoms, Beef со својата втора сезона. Сценаристички имало нешто зашто ми привлекле интересот, но не доволно за да им остапам внимание во моето редовно гледање на серии и филмови, така што некои од нив ќе бидат заборавени, а некои можеби нешто ќе ме иницира да ги дзирнам во меѓувреме, нешто ќе ме мотивира, не знам, не гарантирам за тоа. И уште да ги напоменам актуелните серии кои се појавија во април, кои не ме интересираа, а имаат нови, например, сезони, како што EXO, Kitty, на Netflix, потоа Star Wars Mall, Shadow Lord на Disney+, Big Mistakes на Netflix, The Miniature Wife на Peacock, Stranger Things, Tales from 85 на Netflix, Widow's Bay на Apple, Man on Fire на Netflix, Bloodhounds, потоа ќе ја напоменам, во најава е третата сезона House of Dragon, Half-Men, првата сезона, House of Spirits прва сезона и Malcolm in the Middle Life Still Unfair. Барем за овие серии никогаш нема ни да се залажувам дека некогаш би погледнал, затоа што на ниту една и на која на ниту еден начин и не ме заинтересирала и се сомневам дека тоа ќе го направат во меѓувреме, но ви ги посочувам секако дека се излезени или почнаа да излегуваат, па ако сте заинтересирани за некоја нив, погледнете ги нивните нови сезони. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно продолжуваме во Stoner Rock фазонот во кој што започнавме со попсиходелични елементи кои се во игра, односно слушаме Burning Roads, композицијата на одличните Fuzz Nation, од нивниот нов албум Mother Truck, потоа Truck Fighters ги слушаме со композицијата Old Bell Big Eye од албумот Master Flow, The Neptune Power Federation исто така издадува нов албум, односно именуван како Mondo Tomorrow, The Grip of Death е композицијата која слушаме од него и моќните прогресивни Witch Reaper ги слушаме со Symmetry of the Hourglass од албумот Through the Hourglass. Така што уживајте во овај прогресивен и психоделичен Stoner Rock сегмент и потоа се враќам во етер да ви говорам за ТВ серијата The Pit. Ова нема да биде
прв пат телесеријата The Pitt да биде напомената во TV103, затоа што на прегледот на најквалитетни ТВ серии во годината ја рангирав на високото 5-то место. Па тоа треба да ви биде јасна индикација дека во прашање е едно врвно достигнување за процедурална серија која може да се носи рамо до рамо со сериализираните. Ништо послаба не е и втората сезона од процедуралната медицинска драма за која морав да чекам 4 месеци за да ви говорам, иако почнав да ја гледам на почетокот на годината, недела за недела, од 8 јануари, но сезоната брои 15 епизоди, што значи требаше да заврши на 16 април, односно над 3 месеци за да можам да го комплетирам гледањето, затоа што HBO Max максимално го исцедија растегнувањето на ова серија до немајкаде, ама ако убаво ни прават така, не на будалите како мене и останатите кои ја гледаме недела за недела. Низина создавач Скот Джемайл, човекот кој на нашите телевизии го знаеме како авторот на Јак и ER, кој својата кариера ја почнал работејќи на ТВ серијата од серијалот Петок 13 и Тропски горештини. Па видете докаде има стигнато во животот, освојувајќи прайм-тајм еми за првата сезона на Пит и не би ме изненадило доколку освои и за втората. HBO Max, според последните податоци кои ги имам за претплатниците, броја 131 милион, првиот квартал оваа година целат на 140 милиони претплатници, која ќе дојде оспојувањето со Paramount, ќе си дојде до заедничката цифра која е целат, нели 200 милиони претплатници, ама до тогаш ќе има постојан пораст. За нив знаеме дека порано се викаа Max, па се ребрендира во HBO Max, лапнувајќи го и HBO Now, но служеше како место за објавување на тоа што не се најде свое место на оригиналната HBO, каде моментално се емитува одличната комедија Хекс со последната сезона, меѓутоа стана дом на сместување на серии од неанглиско говорно подрачје, а во тек е и француската привлеченост на неја, така што луѓе повеќе користат платформата за понудата на филмови отколку за сериите, кои имаат пад во втората половина од годината, кога нема да го имаат, например, Пит и Хекс да ги крепат, ама нека му се мислат. Моментално Max заедно со HBO и Discovery се јадат со Disney Plus за третото место меѓу стримерите, со изброј на преплатници во стриминг бојните од тие 130 милиони кои веќе ви ги напоменав, но со спојувањето на Paramount ќе бидат конкурентни на второпласираниот Amazon. Да се вратиме ние на харизматичниот Ноа Уайл, кој угломи докторот Рабиновиќ, односно колегите му се обраќаат со доктор Раби, кој е назначен да раководи со 15-часовната смена од болницата од Питсбург, односно секоја епизода е еквивалент од 1 час од смената во која тој и неговите колеги се обидуваат да ги спасат животите на пациентите, што ќе бидат донесени во болницата во таа смена, така што врзани се локационо и сакале или не, ликовите во оваа серија ќе ви станат блиски како фамилија, особено ако ја гледате серијата секоја недела. Епизодата излегуваше во петок и со нетрпение чекав да биде наградата на завршената недела која што сум ја имал, за да можам уште еднаш да ја погледнам во сабота, за да сватам подобро што значеле сите диагнози и да ги проследам подетално реакциите на ликовите при нивното испукување и нафрлување. Ако во првата сезона се запознавме со новаелиите, кои го има одвратниот прв работен ден да се најдат во болницата, кога има наплив на повредени, оваа година одлучиле дејствието да се одржува на 4 јули, односно денот на американската независност, така што како што ние милуваме петарди и огномети за празниците, така и американците милуваат да се пијанчат и да не знаат што прават на прославите и се повредуваат меѓусебно, што значи пациентите има колку ви душа сака. Новаелиите од првата сезона, сега се втора сезона и имаат стекнато искуство и знаат како оперира болницата, ама новата тура на факултет леи кои ќе ги примат се кој позаникаде, што се одличен одраз на Gen Z генерацијата која е оперирана од емпатија, кога пациентите и немаат намера да останат, например, по завршувањето на смената за да ги заведат досиејата на пациентите, не работат тие прекувремено како миленијалците и постарите кои не можат да престигнат со евиденцијата и со сати глават на работа. Има и подновување и помеѓу медицинските сестри, така што и тие треба да се соочат и со регулацијата на
мртво тело, например, и жртва на силување. Меѓутоа има едно големо меѓутоа во оваа сезона. Не е доволно што избезумени и алкохолизирани славеници се довлечкани во болницата, како и постојаниот дотор на возрастни кои се изложени на топлотен удар. Во болницата се случува сајбер напад и нагло се исклучува севкупниот дигитален систем и се враќаат на аналогно работење, односно пишување на листови и водење на картотека и плаќање и примање на резултатите по факс, што за младите е чудна машина која вади звуци на слетување на НЛО. Тоа е енормен удар за да може да се прешалта болницата на системот во кој има искусни доктори кои пред 20 години го практикувале, но има и огромен број на млади кои за прв пат ќе се соочат со неговиот хендикеп и ќе научат да препишуваат лекови на картонче. Но тоа не е се. За да биде ситуацијата комплицирана, ова треба да биде последниот работен ден на доктор Раби пред да замине на 3-месечно отсуство каде со чоперот ќе се вози низ цела Америка за да го излуфтира мозокот. Иако неговите колеги се сомневаат дека некојаш ќе се врати во овој мелтинг пот на спречувачи на подвижните катастрофи, а за да не биде толку лесно неговото заминување, ќе се соочи со неговата замена, која ќе го дели надзорот на смената, докторката Ал Хашими, која ја глуми Сепидех Моафи, која воопшто не му ја олеснува работата со нејзиното настојување на користење на AI за впишување на пациентите со преку говорен систем, со бројни грешки кои настануваат при непроверениот процес. Повратници се и докторите зависник Френк Ленгдон, кој во слободно време се соочува со негова рехабилитација, потоа главната сестра Дейна Еванс, без која ништо не би функционирало со распределба и грижа на пациентите, потоа тргање сеир секако дека има во комичните сплетки помеѓу цимерите, односно пргавата доктор Сантос и лековерниот Уитакер, а мојот најоменен лик е доктор Маккей, затоа што ја глуми хорор ветеранката, односно скрим квинот Фиона Дориф, ќерката на Чаки, ако повеќе сакате. Хорор фановите ќе сватат која е таа и зошто нема гајле да работи случаи во кои има отворен крвав череп на располагање. Ако веќе на постоечкиот сооднос се додаде постојаниот притисок со кој се соочуваат докторите да носат одлуки кои спасуваат животи и даваат проблематични анамнези за откривање, каде секоја секунда се брои и вниманието мора да е на ниво, со дотурот на нови ликови се зададоа и нови проблеми во екипата покрај постоечките и неразрешени од претходната сезона. Ова доби една многу сериозна хумана димензија каде односот со пациентите, особено младите доктори, се обидува да го научат зошто е важен, посебно ако направат грешка, затоа што се арогантни и пациентот ја плаќа со неговиот живот. Огалви, ѓубрени заедно на тебе, мислам кога го кажувам ова. Има такви како него кои не се тимски играч, туку нивното его е толку големо што пациентите ја плаќаат каматата. Оваа сезона дојдоа и Айс, се дискутираше за Оземпик, неможноста да се платат сметките од болница, односно се обелоденуваат и во оваа сезона недостатоците на американскиот здравствен систем кој чини животи. Секој му е потребен одмор од една таква стресна ситуација, не само на доктор Роби, туку и на сите негови колеги. Најдобра ТВ драма за Златните глобуси минатата година се разбира дека доби The Pit, кој е едно одобрение пред се за продолжување уште пред да почне со емитување оваа сезона и веќе ми недостасува овој петок да добијам нова епизода со проблемите со кои ќе се соочат спретните доктори во The Pit, една од најзначајните серии за оваа година, која ќе заврши повторно високо на листота во последната епизода на сезоната каде што се рангираат сите тие. Така што ова е ТВ серија дефинитивно за луѓето кои ги гледале ER, кои ја гледале Доктор Хаус и останатите медицински серии, меѓутоа начинот на кој што е структурирана е поблиска до серијата 24, односно 24, баш поради временскиот теснец од 1 час кој што опфаќа од самата смена, а процесот на изнаоѓање во тие
секунди кои ги имаат на располагање на амнеза и наоѓање на соодветните медикаменти за решавање на овие случаи кои доаѓаат ненадејно од пациентите, и спретноста пред се на докторите се најсилните адути кои што ги има The Pitt и во незината втора сезона. Правиме тука кратка музичка пауза, преминуваме од Stoner Rock на Doom Proveniencija, односно слушаме Grief Collector со композицијата Cosmic Loneliness од албумот The Death of All Dreams. Iron Slug ги слушаме со Live Love Retires, се извинувам, Under Night од албумот Deceit and Misery. Ice Howl ги слушаме со Carry On Our Name од The Ledger of Timeless Watcher со одличниот женски вокал, и Rotterdam ги слушаме со композицијата Who Owns the Moon од албумот Falling in Vertigo. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатата серија за денес, односно Neighbours. Neighbours е американска документарна ТВ серија, режирана и продуцирана од Харисон Фишман и Дилан Редфорд, а останати извршни продуценти се Роналд Бронстайн, Джош Сафти и Илај Буш. Серијата е работена за HBO, па веќе знаете каде е ситуиран стримерот со своите преплатници заедно со Max, која ви говорев во сегментот за The Pitt. Меѓутоа, од понудата на матичната куќа на серии кои се во тек, да ги напоменеме новата сезона на Еуфорија, комичната Рустер и The Comeback, копродукција се со Halfman, документарната Dark Wizard исто така е актуелна, што значи дека ќе се вадат со овие серии додека во наредниот квартал не започнат со новите сезони на House of the Dragon, на Dune, The Prophecy и Yogurt Shop Murders, се извинувам, ќе се појави за некој месец и US Against the World, 4 Years with the Men's National Soccer Team, што говори дека успеа американците да направат и серија за нивниот најмизерен спортски тим на фудбалери што ништо не постигнале во светско првенство, така што не ја подценувајте мојта американецот да најде начин да експлоатира отшупливо во плитко. Тенка е понудата, ама ќе се појават и нови серии за кои не сме информирани и се држат моментално во тајност. Neighbours е серија која започна со емитување на 13 февруари и заврши на 20 март, што значи за месец дена и нешто. Ги добивме сите 6 епизоди, кои кога ќе ги ставите на едно купче ќе потрошите 3 и нешто сати, со оглед на тоа што секоја епизода е од половина час, освен последната, таа е филм сам за себе. Во серијата станува збор за комплицирани и прилично хаотични спорови меѓу закрвени соседи, при што во секоја епизода се појавува различен пар на соседи, односно секоја епизода содржи 2 спора помеѓу соседите и се паралелизира дејствието помеѓу нив за да се задржи вниманието на гледачот од една страна, но исто така и да се направат споредби и со останати случаи кои имаат слични меѓусебни тенденции на влегување во конфликт, кој најчесто е врзан околу имотот. Во Shoreline Defender, првата епизода, се спорат соседите во рурална Америка за подигната капија насреде пат, која попречува влез во градот, не само во имотот, како и во случајот на присвојување на плажата од собствениците на куќите до неа. Во The Farm има 2 случаи на одгледување на многобројни животни во урбана средина од страна на еден внук, од една страна, а од друга страна случај на плејада на мачки во една куќа. Во Patch of Grass се замеруваат соседките и соседите за метро трева која се наоѓа помеѓу нивните имоти, што ги доведува пред се да шпионираат со камери и подигнат огради. Во White Privilege Card ги гледаме незгодите на привилегираните, како што кажува насловот, каде некому му пречи висината на подигнатиот зид на влезната врата од туѓиот имот за естетиката на малото. Во Halloween Competition се надпреваруваат соседите кој ќе има подобра декорација во дворот за Halloween, што буди некаков надпреварувачки дух барем. Настанот градот кој се организира со судии, да нема после тоа замерки кој победил, а кој требало победи, а последната епизода е приказна сама за себе. Еден е таков лик и му нема рамен за да се спореди со него. Таа може да функционира и како игран филм на браќата Сафти, во кој еден чичко во години од Сан Диего, во епизода насловена како Yellow Thong Bikini,
како што посочува насловот, сака да носи жолта танга бикини, додека вежба во дворот на неговите справи, за сите да може да го гледаат и да се воодушевуваат од неговото стројно тело, иако ниту еден не е заинтересиран што поминува на улица да го види тој призор, па затоа Чичкото ќе открие постоење на нудистичка колонија во Флорида, каде ќе сака да си ја проба неговата среќа да најде љубов. Значи генијал. Да го измислуваш овој случај како игран филм, ќе речете дека е неубедлив, ама постои таков човек. Го видов, за жал, повеќе отколку што треба еден човек да погледне од него, и останатите пензионирани нудисти. Дури имаше во серијата, ако се сеќавам, една изјава земена од српски гастербајтер, кој не му пречи што секој си има право да си прави што сака на својот имот, во кога беше запрашан за неговиот сосед во Сан Диего. Ја елаборирам содржината затоа што овие имотно-правни спорови се распространети на широко и кај нас меѓу нашите соседи. Блазе се им на тие кои немаат проблеми со соседите, јас не сум еден од нив, па за тие кои си трпиме малумие, постои оваа серија за да тргаме сеир за маките на американците и барем за кратко, за 3 часа да се чувствуваме подобро со себе си, затоа што овие, условно кажано, пациенти на слобода, на суд се носат за огради, безбедносни камери и за 1 метро земјиште. Суетата е најголемиот непријател на човекот, па таму каде двајца се надвикуваат еден со друг без намера се сослушаат, никогаш нема да бидат надминати овие недоразбирања. Сум изгледал и некои видеоснимки во кои покрај предупредувањата да не се зачекорува на имотот на соседите, се користело огнено оружје, луѓе останувале повредени и умирале кога полицијата и судовите ги игнорираат овие постојани предупредувања дека несогласувањето може да ескалира. Меѓусебна престрелка е логична разрешница каде нетолеранцијата е подготвена да го надмине секое можно ниво и никој не го сваќа тоа сериозно. Субјектите се неверојатни, ама токму поради тоа синема верите пристап кој го овозможува документаристиката, ќе ни овозможат барем за кратко да упаднеме во нивната приватност и да си заминеме неповредени од нивниот имот, што не е таков случај, например, со нивните соседи. Серијата ја открив за прв пат преку продукцијата на A24 и нивната понуда, која најчесто финансира инди играни остварување, па бев заинтригиран со самиот факт што решиле да застана за документарна серија и морав да ја изгледам како нивен фенбој и воопшто не залажа и не се зажалив и не залажа за тоа, не ме залажа, најквалитетно потрошени 3 часа се тоа во мојот живот кои ми го продолжија со глупостите со кои се преокупирани овие субјекти во нивните светови, опремени со кривогледи, иако тие секогаш се право, нели, а другите грешат. Барем еднаш да сгрешеа, не сакајќи да му се не види, да се извинеа, да речеа дека ќе вработат на себе си. Не. Таква согледба нема да погледнете од ТВ серијата. Тука наводно попаметниот не попушта, туку тужи или го брани имотот со огнено оружје. Така што, доколку сте заинтересирани да погледнете квалитетни ТВ серии кои се појавија во април, дефинитивно сериите како втората сезона на The Pitt и Neighbours ми се топла препорака од моја страна да ги погледнете. А за крајот на емисијата ќе имаме можност да ја слушнеме одличните White Tundra со нивната насловна композиција која се наоѓа на како затворање на нивното студиско издание Stories from the Dark. Вие услушавте 152-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ви говорев за сериите кои погледнав во април. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува во четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!